не сум ја за тие работи, пари, ова, она. Ја искрено не ни разбирам што е тоа министер за финансии и што е министер за економија. Појма немам. Министер за финансии работи со менаџирање на пари, а министер за економија како да се прават пари. Чекај, значи министер за финансии би требало да ми каже колку плата да речеме да му давам на Маријан, а за економија да ми каже дали уопште па треба да му давам пари пошто и така не носи рейтинг, така? Не баш, ама не се замарај ти со тоа, води си емисија. А знаеш што? Зошто например нема банкноти за точна цена? Пример, ја у продавница одам лебот 23 денари. Зошто нема банкнота од 23 денари? Нели е тоа логично? 23 денари. Ја знам финтала. Стара, ама добра. Ај, ке смислиш ти нешто подобро. Да, Се гледам. која финта вече? Каква финта, не знам, јас се отепав човече од рачунање на каса. Па не сме сите математичари ние. Точно, да. Знаеш што, мене ме нервира, треба да идам, да пресметувам. Пона ќе ми дае кусур, па ми вратеа точно. Не можам. Да бев оној генијалецон Стивен Хок, ајде де, ама не ја. Итан Хок, де. Добро да истото, ајде. Вечерашни гости Драган Тевдовски и актерите од Исцелител. А сега, вашиот домакин Жарко Димитриевски! Браво, да ми го се јас Жарко Димитриевски, ова нова 1-1. Аплауз за Пепермин, голем аплауз за Пепермин! Денес имаме супер гости, денеска ни се актерите од Исцелител и плюс имаме уште еден актер, тоа е Пајак од Исцелител и тој глумеше. И го имаме човекот што е задолжен за платите и пензиите, министерот за финансии Драган Тевдовски е тука, да. Кажав дека Пајак глуми во Исцелител, тоа е така една многу интересна улога за која ќе направиме муевет со Пајаче кога ќе дојдат останатите од екипата. А сега имам изненадување за Мац кога сме кај глумењето. Мац, Кој што не глуми ни во Исцелител, не во ништо. дојде времето за тебе. Значи пративме Сега е на твоје CV пред известно време во Холивуд. Ми вратија и ми кажаа дека имаш големи шанси да ја добиеш улогата. Што мислиш? Абе, ајде бегај таму. Која сигурно могли ќе го глумам. Не, ќе го глумиш Джокер. Ќе бидеш новиот Джокер. Джокер. Така е. Супер. Мац ќе биде новиот Джокер. Ај, А можда вака ќе изгледаш, не знаеме. Можда, ама не битно. Сеедно ќе бидеш новиот Джокер дефинитивно. Официјално во најновиот Бетмен се планира Джокер да е пропадна стендап комичар, така што печене. Гарант ќе ја добие. Гарант ќе добие. Ајде бе, бегај таму. Мислам, ти смеј се колку што сакаш. Јас си фатам една тезга, топ шоп рекламче, значи бомбона. Топ шоп рекламче? Да. Зашо е производот, што е? За пушење, зашо е рекламата. За пушење? Да. Вау, ајде ја видиме. Ви здодеа ли да сте никој и ништо со години? Имате ли нешто да покажете за конечно да правите што сакате? Тогаш го имаме вистинскиот производ за вас. Членска од СДСМ или пак членска од ДУИ. Со неа можете да правите што сакате. Ова е Маријан. Тој 10 години се бави со комедија, ама баш и не го бива. Неговите шеги не стигнуваат ни до монолозите на Жаре, а камоли до некој стендап настап. Но тоа сега се промени. Од сега емисијата ќе се вика Маријан на еден. Како бе Маријан не еден бе? Како е Маријан? Еј, Маријан, ало. процедурално Маријан. Значи, останете бе, престан. Ало, значи престанете. И емисијата ќе се води на Битолски. Правете како сакате. Сепак нели сега вие сте на власт. И не заборавајте, пушењето е дозволено, особено коалиционо. Палеминдери. Бегајте бе таму кај онаа со живот со стил. Сега дојде живот со стил. Шо е ова бе? По, човече, не замарај, појма немам што збораш, не те разбирам ништо. Маријан вели дека ништо не те разбира.
Како бе не ме разбира? Зошо? Како бе човек не можеш да го разбериш што ова? Мислам пак не можеш да разбериш Значи, глупост. кажи му таму, објасни му дека многу замара и тој ќе разбери кој ќе треба да разбери, а може ќе биде касно кој ќе треба да разбери. Тој ќе ти кажам. Ќе разбери, Пренеси му значи само. битно. Што вика? Маријан вели дека ќе биде доцна кога ќе разбереш. Па, човече. Тоа е тоа човек, така готово. Тоа е, брат, ама да за си- па, Абе, остай го отров, sad. еј. Ми должиш 4000 денари за превод. Какво време дојде. Политичарите не се сезнајковци, тие мора да прашаат нешто од време на време и денеска ќе видиме што тие го прашувале Google и што се случило потоа. Значи, одиме со прв Google Search. Google Search-от вика вака. Некој барал како да врзеш вратоврска, а никој да не познае дека немаш појма. Некој политичар го барал тоа и да видиме што се случило отпосле. Така. Океј. По-спортски е. Casual. Кежуал. Casual. Google Search од друг политичар. Некој барал дали може да се затрудни од бакнување. Што се случило после тоа? Така. Да си е на сигурно. 369 со љубав. 369. Ова не е 369, ова е повише 69. Али добро. Со меко 3. Google Search на овој следен политичар покажа дека тој барал како се готви јазик во сос. Како се готви јазик во сос. И после тоа што се случило? Така. Битно да се готви, од негде ми е познато. Не чепкајте коприви, ќе ве печат, чепкајте Good Nature чајови, ќе ве лечат. Ова е. Мечките се будат, птиците се враќаат од југ, ние се селиме на викенд во хотел Гого. Препорачувам и вие пролетва да отидете, да одморите душа и тело таму. Од туристичка агенција Савана пак порачуваат кај да си, куша да си. Одете на нивната Facebook страница на Савана Турист Ентерпрајз. Секоја среда има нова игра во која победниците добиваат бесплатно патување во Кушадаси. Годинава нема сајм за мебел, но зато има големи и како попусти во Пункт мебел салоните. Нашите пријатели, посетете ги и одберете си нешто добро за дома. Неколку стихови за нас се вика музичката представа на актерот Иван Босилчич. Значи, тој на 27-28 април настапува во Македонската опера и балет во Скопје, веќе на 29 во Струмица. Имате карти на Купи карти за се, во Нова Травел и Букафе во Струмица, како и нормално во Македонска опера и балет. И за крај уште една одлична вест. 31 март, мала сала Борис Трајковски настапува Mr. Ziggy and the Glass Spiders, трибют бенд за легендарниот Дейвид Боуи. Значи, трибют за Дейвид Боуи во Скопје, верувам ќе биде одлична вечер. Затоа ви спремивме неколку карти, одете на нашата Facebook страница facebook.com/1 дознаете ги деталите. И повторно, ова е тој дел од емисијата кога пратеникот без имунитет Мешевски доаѓа! Мешевски! Браво! Мердита. 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 Што така бе, Мешевски? Гледам законов за јазици живе, а? Брат, мора да почитуваме закони и прописи, бе, како? Мора да почитуваме Ева, закони. мора... Мешевски, шо преш, бе? Памцира? Шо преш, бе? Шо врам, бе? Абе, Си пуш. Абе, дали си нормален, не се пуши, бе, човече, има... Еј, не се пуши, значи, не се пуши, не можеш да пушиш тука. Зашто не се пуши, бе? Како не се пуши? Ти пратиш ли политика, бе? Сегде се пуши, бе, ало? Чекај, значи, у новиот закон за пушење пишува дека може да се пуши поише од претходно, ама не у затворено, Мешевски. Абе, сегде се пуши, бе, сегде. Викаш? Ја и него тупи многу деј упалјач ако имаш. Ако не, ќе ти викнам инспекција. Зошо, бе? Па цело време некои еднојазични шеги, шали ми кажеш. Еднојазични. Па што? Како треба? Па двојазични, бе. Двојазичниот вице-премиер Мешевски беше тоа многу големо изненадување. Големо изненадување, ќе се вклучиме во врска со градоначалникот на Македонија, Охајо. Ова не е зезанција. Значи, во Охајо, Соединетите Американски држави, во државата Охајо, има град што се вика Македонија. И ние го имаме на линија градоначалникот на Македонија, или Маседонија, како ќе ја викаат таму,
Тоа е градоначалникот Джозеф Милјорни. So we have Mayor Joseph Migliorni. Joseph Migliorni, did I say it right, Mr. Mayor? That's okay. You said it perfectly. Okay, so Mr. Joseph, is it true that the name of Macedonia, Ohio, comes from our own Macedonia? Well, it really did, and it was from a preacher that was in a community that was next to us, which was at that time called the village of Hudson. And the preacher would, on Sunday, leave his parishioners and tell them that he was going to this faraway place. And as you may know, that's in the Bible is Macedonia. So that's how Macedonia got its name here in Ohio. Macedonia is a biblical country, as we all know. And what's it like to be the mayor of Macedonia? Well, it's great. We are a town of about 12,000 people. We are nestled between two larger cities. That's Cleveland on one side, and the other is Akron. We're in the crossroads of Northeast Ohio, and we have like a daytime population of over a couple 100,000 people. And when you say Cleveland and Akron, the first thing that pops in mind is, of course, the king of basketball, LeBron James, right? Well, LeBron from here is about 15 minutes away. He lives in Bath Township. And LeBron is obviously a native of Akron. He went to school there. And he enjoys being back with Cleveland Cavaliers. So what you're saying is LeBron is pretty familiar with Macedonia? Oh, absolutely. I'm sure he travels through our town frequently. You want to say LeBron James is passing through Macedonia all the time, every day? All the time, certainly, yes. And what do you know about our own Macedonia? I mean, Macedonia, Skopje, Macedonia, you know anything about us? Yeah, I'm somewhat familiar with it. It's, you know, I always identified it with Yugoslavia and then partially with Greece. No, you're not talking about Greek Macedonians. There's only one Macedonia, Mr. Mayor, and be sure about that. So let's continue. From a scale of 1 to 5, 1 being the least, 5 being the most, tell me, how do you stand over there with, let's say, corruption? Let's compare our Macedonias. Corruption? I would say that overall, in our smaller cities, we have very little corruption. I mean, certainly in the bigger cities and in different areas, I would probably put it like a 2. Like a 2, okay. We're more like 22 over here. But let's talk about freedom of speech. Freedom of speech is no problem. We have certainly the freedom of speech. It's a constitutional right that everybody has, and they certainly express it at every opportunity they have. And that's a different Macedonia over there. And do you have a handball team? Because we do have a great handball team. I can't, off the top of my head, think of a handball team, although I know that we don't have a handball team in Macedonia here, unfortunately. But we certainly have, we're familiar with it. I have played it myself. I play a lot of racquetball. And you got to have tough hands to be a handball player. Well, that's one thing you're lacking and we're having. And you mentioned racquetball. We play racquetball over here, but we play with racket, not with balls. That's right. Yeah, only racket over here. Okay. Macedonia is located in the state of Ohio. So what are the neighboring states? Well, we have Indiana, we have Kentucky, we have Pennsylvania. And which one is south? South, West Virginia south, Kentucky south, Indiana south. So, for example, let's say Kentucky supposedly just goes on and asks you to change your name to, let's say, Upper Ohio or Northern Kentucky. What will be your reaction to that? Well, I would say that would take pretty much of an act of God for us to change the name. We certainly wouldn't want to do that because we're a sovereign state and we are independent of any other state. Listen, an act of God, I wouldn't have said it better myself. Mr. Mayor, thanks for your time. I really appreciate it, sir. And I appreciate you reaching out to Macedonia, Ohio. And thank you for the interview. And listen, in the name of the citizens of the city of Skopje, I would like to offer us, the city of Skopje, to be the twin city of Macedonia, Ohio. So if you like that, if you like the idea, it would be an honor to start the process. Absolutely. Tell them to contact me anytime and we'll be more than happy to greet them.
Океј, Шилегов, се надевам дека го гледаш ова, така да го почнеме процесот. Јави ми се за да станеме град сестра на Македонија, Охајо, Скопје. Сега ти е времето. Мистер Милиони, thank you again. Okay, you take care. Nice talking to you. Продолжуваме со исцелител. Волови биле, не биле коњи на поило. Не ми личеле на коњи, она ќе ми каже. Извинете. Време е да научиме нов збор. Гигил, што значи неодолива, нескротлива желба да штипнеш нешто убаво сладко. Гигил. Така се чувствувам јас кога гледам кесичка чај. Да, чај, другари, бидејќи нема ништо посладко од тоа. Значи, посладко е од маче со насолзени очи, од бебенце како јаде кифла или перек, од прасенце на бутаново чаша. Значи, чај е најгигил од се. Сладките работи сите исто ги чувствуваме и некои нешта сите исто ги сакаме. Како, например, добра шолја чај. Чајов гигил. Гигил. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Придружи му се на зајачето во неговата великденска авантура. Тоа треба да го пронајде пријателот кој ќе може да ја поправи машината за правење великденски јајца. Ќе најде ли помош на време? Открива новата 3D сликовница на просветно дело. Автоматска клима, алуфелни, темпомат, попуст, топ понуда. Открите го Ford Focus сега со попуст од 4000 евра и со многу опрема. Топ понуда, Ford Go Further, а тука е Ford Kuga Diesel за само 19.990 евра. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка. Live games 24/7. Poker tournaments every Monday, Tuesday, and Thursday. Roulette, Texas Hold'em, Texas Poker, Blackjack, and Ultimate Poker. The Grand Casino, a place for a gentleman who knows how to win. Прочитај повеќе. Погледни поинако. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации.
Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Патувај проверено. Анталија од мај па до септември, секоја среда и недела. Чартер летови и сместување во најдобрите хотели All Inclusive по цени од 280 евра и Ultra All Inclusive од само 316 евра. Резервира веднаш во Савана. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Првите гости во оваа епизода од Еден на Еден, многу одамна не се случило македонски филм да добие толку убави позитивни критики од буквално секој што го гледал филмот и затоа ми е особена чест да ги поканиме и да ги представиме актерите од Исцелител, Благој Веселинов, Анаста Становски и Аксел Мехмет. Важе? Тато треба да... Тато! Исцелител! Пред само неколку дена Исцелител ја освои последната од низата награди. Најдобар филм освои на Бергамо Филм Митинг. Ама ова е еден куп веќе се... О, таму ти е? Да. Со мајчка, а? Со мајчка, нема за... Злато. Со луѓе која зборувам вака, осеќам, знаеш, кај сите искрено кејв дека им е што македонски филм така реди успеси и така да од име на сите што го гледале, ви се заблагодарувам што го направивте. Брвен! Одличен! Тие што не го гледале малкуте, го имате и на HBO видеотека да си го дзирнете. Го имате и на DVD на... Веќе трнат, така? Ги изрекламиравме HBO. Нели? Сериозна реклама им направиме, без пари, да. Го има и по тезги. Да, има, да. Тоа е најбитно. Нели? Тоа е За најбитно. пеевче се Тоа ни наоѓа. беше на сон, кога бевме деца, ни беше сон некој ден на тезга да се види. Твојот филм да биде на тезга. Епа, јако е да ти кажа. Да. Добро, одиме вака сега. Имате интересна сцена, баш и ташко, за сега спойлери не правиме, нема толку многу да откриваме што се случува, но имате една сцена со еден куп пензионери. Не знам колку на број, сигурно едно 30 не имаш. Сигурно. Да. И тие си се баш пензионери, така? Пензионери, да. Па се надевам земаат пензија луѓето, доста возрастни се сега. Да. Сега, како беше тоа од твој аспект вака како помлад малце човек, баже? Како беше? Но симпатични беа. Јас искрено додека траеше снимањето на филмот се возбуден бев околу целата ситуација, околу се што се случува. А пензионерите беа многу сладки, многу драги. Нели? И првиот ден, затоа што снимавме таа сцена неколку дена, нормално не беше тоа еден ден. И првиот ден кога слушнаа дека се снима филм кој се вика Исцелител, дојдоа со бомбонјери и ми ги дава и кафе, малку, знаеш, малку бомбонјера, малку кафе за да ги примам преку ред. Ти беше Исцелител. И после се договоривме дека станува збор за филм, дека јас не сум Ти беше Исцелител и пред камера и зад камера. Да, и пред и зад камера, дека не сум Ива Неве, да го поздравиме. Да го поздравиме, да. Тој него. Да. Ама приказката во филмот е дали еден син кој пробува да речеме на секој начин да му помогне на татко му во борбата против ракот и маките што ги има, па ете, на крај тргнува и да му помага и со Макдонас, да го кажеме. Макдонасче. Да, значи он употребува марихуана во рецепче едно друго и тоа за чудо почнува малце од малце да му помага на татко му. Пензионери ја знаеа суштината? Па не. Не ја знае Не? суштината. Значи не знаеа за што е филмот. Мислиш дека ќе беа така волни да учествуваат ако знаеа што е? Знаеш, поконзервативни се малку постарите. Ја мислам дека на пензионерите ако им помагат, знаеш, така? не е битно дали е на М или е Макдонас или е В. Да. Нели?
Ташко има една сцена во која така Ќотек добива. Ама на снимањето па и те подзакачили и побаја ги, а? Па да, се трудиме на филм да изгледаме што поверливо, па Миро така беше внесен во улогата, кој ми бапна 2-3 шамари. После извини, ама не се. Поминали доста уверливо. Само ми е криво дека Тоа што отидено во етер, мислам во филмов што е во последна монтажа, тоа е баш шамар. Баш шамар. И рачуне дека тоа се снимаше на 10 дубла можда. Значи 10 пати. 10 шамара, а Миро е 2 метри, колку е на шака, има толкава. Али и јас сум здрав сум, така, јак сум, така. Да, па издржа се. Го издржа добро. Во филмот секоја вечер, да речеме, или не баш секоја вечер, ама така често синот му прави колач на татко и татко малтене нон-стоп јаде од колачот. Препоставувам дека после тоа многу торти не ти се јадеа од кога заврши снимањето. Па први се издебелив едно 2 кила отприлика, а после тоа едно месец и пол сладко не ќе дури чоколада, што обожавам чоколада, па не ќе да видам. А ваму стварно кркаше, така? Значи тоа беше тоа, мораше. Па нели мора да сме уверливи, нели? Да. И сега јадеш парче, 2, 3, 5. Со стојкава дебеле ќе ги исплашиш девојчињата, значи нема да сакаат да јадат. Па девојчињата ова беше за машка работа, не за девојчиња. Така да, навистина, беше вкусен колачот, мора да признам. Кој го правеше цело време? Имавте некоја тетка? Го правеше, отпосле дори разбрав дека мајка му на нашиот сценограф Симе. Браво за мајка му на Симе. Браво. Најважната улога има. Браво, навистина многу вкусен колач, али си има граници, а во филм се повторуваат сцени, па од камерата, па светло, па повторување. Јас морав да изедаме на 2 тепси. Сам? Сам. Ги спука. Па тоа е. Аксел па му се погоди бурек да јаде. Таа мислам дека беше и прва сцена што ја снимавме првиот ден. Најпрво снимање тебе бурек. бурек. Прво снимање са бајле бурек. И кога го видовме бурекот, некако вкусно ни дое. Значи почнавме снимање, ајде едно парче бурек. Аха, добре. Ајде уште еднаш едно парче. Ајде уште едно парче, ајде од тука камерата уште едно парче, ајде од тука камерата уште едно парче. И после почна више буреков да ни смета. Од кога почна да ни смета, направивме уште 50 тејка. Значи, супер. Да, и прегледевме буквално. Таа сцена отпадна, втората сцена ни беше да пушиме джоинт у филм. Тоа ти е исто. Чекај, после буреков? После бурекот. Одлично. Првата сцена отпадна. Обично обратно иде да му се плюгне работа. И ајде, почнавме. Запали го джоинтот. Добре, земи 2-3 дима. Добре, ајде, менјај камера. Ајде, пуши, нати го, дај ми го, нати го, дај ми го, нати го, дај ми го едно 500 пути и ни падна суретот. Ама таа сцена успе. Таа сцена успе. Таа сцена успе. После некој ќе рече, лесно им на гурци. Шо доаѓаш, ти глумиш таму нешто ќе кажеш. Точно. За волја на вистината, джоинтот беше без тоа НМ. Без тоа НМ. Официјално без тоа НМ. Ете, нешто беше и без НМ. Ама ова вака што играте 50 тека, 30 тека, тоа значи дека режисерот е темелен или секогаш така се снимаат филмови? Па не, нека ти е потребно, значи, од различни агли. Али конкретно за Ѓорче, од ваш аспект, пошто сте снимале и со други режисери, сте биле, знаеш, од секој аспект сте ги видели и карактерно. Тој каков е? Многу е мирен и со таа негова мирнотија и прецизност те убедува, значи, многу е суптилен, така да излече... Не прави паника, значи? Па не прави. Во текот на снимањето, хорој да немаше воопште некаков инцидент, нити некој недоразбирање. Дечкото мајка си плакала. Браво. И мислам, сега реално ретко кој режисер на Ѓорче, ова мој дебютантски филм, ретко кој режисер снима по 20 тека. Знае тоа и Пајак, он треба да е сега тука со нас, дека ете имал повеќе искуство малку, дека тоа ретко кој го прави. Кога сме кај Пајак и ти, и вие имавте исто една сурова сцена, да речеме. Значи, ти Пајаче имаше задача
да го истепаш баш. Имам неколку 2-3 пати од други филмови лоши искуства на себе имам осетено некои непрофесионални работи. Еднаш завршив у болница од такви едни За кој филм пајаче? Па не би сакал сега да го офирам филмот. Добро. Ама ете така, се требаше да ми ја скршат. Извинувам. Требаше да ми скршат шиша од глава. Добро. Мене. И ми скршија, требаше као договорот беше шекер на шишата да биде, пошто обично така се прави филм. Да. Ама ете, случајно луѓето не нашле, не е битно кој, не нашле шекер на шише. И нашле од плексиглас, разбираш. Не е стакло, де се плаши као демек, плексиглас е лек ќе пројде. Да. Човече која ми го ја викам на колега, мислам на Боле да беше колегата му викам, удри, викам да не се враќаме 100 пати. Да, удри да јако. Леле, вака ме акна со шишето, ја пупунец доле, мислам. И станувам позади. Пајаче поучен од тоа искуство. Ајде. И станувам и онака ми вика се аплаузи и малку како одигра сцената, ја станувам тука збрцан, парче плексиглас у аркада. И шајката од другата направи. Меко го тепаше баже како? Не, многу внимателно. Не, знамо од академија дека беше тврдоглав. Да. Се среќаш што бе тврдоглав. Да. Многу сочно го плукна Блажо. Дефинитивно. Да. Ама тука се договоривме после кога се изгасија се камерите, он ме направи ршум со шлајму и вака цела коса. Тоа е Пајаче, и ќе го гледате, тој што не го гледал филмот. Кај се снимаше филмов? У Скопје? Скопје. Цел филм? Да, многу интересни локации. Дури лажевме, Треска глумеше дека е Преспа, да, точно. Сега, додека бевте на снимање, сте се соочиле со проблем некаков, имало некој тракторче што така упорно проблеми. Треска. Во Треска, не вам. Добро, што било сега со тракторче? Ај воведете некој... Си работеа луѓето што проблем. Добро, си седат си работа, ви треба тишина, нели? Мислам... И што направивте? Кој го реши? И го праќа тој што е продуцентот да го реши проблемот, иде продуцентот Игор Нивеа, тонецот, го лоцираше проблемот дека не може да снима тонски. Да. И вика реши го проблемот, го решаваат, идат таму, вика добро е го нема тракторот веќе. Ние снимаме, завршуваме, добро е како го реши проблемот. Му дава 1500 денари, вика си отиде дом. Добро, завршуваме со снимање, си идеме по дома, доаѓаме следниот ден, наутро 40 трактори. Show me the money! А нив како ги реши? Тука веќе немаше. Со попуст. Да. Акција. На количина, нормално. Како и во филмот, Аксел и Баже, вие приватно сте супер другари, така? Имаше мислиш тоа врска? Што бевте другари приватно па да ве земе демеки во филмот да сте? Па не, тоа беше кастинг, отворен кастинг, кај што беа многу глумци, а Ѓорче не знам дали знаеше за тоа дека ние сме другари. Колку пати одевте на кастинг за финално да ви речат тоа ја имаш улогата? Или одеднаш беше? Не беше одеднаш. Ја минимум, ја бев 3 пати минимум. 3 пати? Јас бев 6 пати. Не зезе. Да, мислам, од кога ме одбраа како главен лик, Ѓорче почна да прави меч, нели, со другите. Така, да те видам со него, со Анастас, Аксе и така. Пробуваше со други татковци, да речеме? Да. Да, ама со Анастас беше љубов на прв поглед, искрено. Се погодивте, а? Се погодив. Види, добар татко е. Добар татко е. Мислам, јас знам. Ти знам дека знаеш. Добар татко. Се попали, да. Ако они делат другарство, ја и Баже делиме филмски татко. Во големи и мали, мојот да. Видиш, да. Колку си бил убав. Што дете беше, веќе си пораснал. Нели, мене ми е криво. Да, и фризура си ја сменил се, маце. Отиде. Еј, Сери.
Види, ама и ти си бил тука малку. Ама знаеш ли кој беше камерман тогаш? Снимател како си. Дејан Димевски. Знаеш кога тоа му беше прв му дадо камера, со камера да И кај стигна. Дејан Димевски е еден од најпознати филмски сниматели од Македонија. Снима Руси, Муси, кај се, не. Добре, Филип црн со коса, еј. Убав, убав. Убав дечко. Па така викат, порано бев млад и убав, сега сум само убав. Точно. Не си за фрлање, еј, не си. Кога сме кај муаветов исто, например, бажеш, до кај си ти со... Ти имаш театарски представи сега, ама се уште не си вработен? Да, не сум вработен. Нејки. Па да, нејкам, знаеш. Ево со Холивуд ме повлече и нема тука што да барам. Готово, да, славата ти удри, вика. Не сум ја за овде. Тоа е работам театарски представи со Аксел покрај филмот. За прв пат ќе заиграме во театар, играме во представата на Нина Николич Галеб во продукција на Македонскиот народен театар. Разговор у 4 очи се... Да, значи уште многу други представи. Една од најшетаните представи е Разговори во 4 очи. Имаме 13 гостувања надвор од државата. Среќен сум со тоа што го правам. Во Битола сте биле, бе? Во Битола? Нема, во Ресен сакаме да отидеме. Во твој Ресен сакаме да Ресен да не правиме. Така што задоволен сум, јас професионално сум исполнет. Филмски често умираш у филмови, ама Исцелител го преживеа. Го преживеав. За разлика од другите филми. Да, го преживеав. Миро не го акна доволно, иначе. Миро нежни раце има, да. Кои се филмовиве? И подсети не баш за сцениве, значи си во... Кој таму беше? Почнав во Балканот не е мртов, ме убија, нели, на почетокот првите 10 минути и така. Уште еден ТВ филм имам, заборавив како се вика. После дојдовме до ситуација ослободувањето на Скопје, ме убија пред да почне јавната шпица. Како бе? Така, мене ме убиваат и почнува ослободувањето на Скопје. Уште пред филмот. Аксел е актуелен сега со Сенки над Балканот на македонски, како би се превело. И сега таму, нели, играат и Тони Михайловски, Петар Арсовски, двајца глумчишта, би се рекло, нели? Ама се тие па на две политички страни, да речеме, различни. А сепак беа во еден проект. Се рачна вака на снимање, имаше? Си правеа муавет? Па види, они има една љубовна сцена што треба да изиграат. Така да, ја изиграа многу добро. Професионално? Многу добро, професионално. Тоа и ќе продолжи во втората сезона. Машала. Така да, они си го изиграле тоа многу добро. Кога не зема од Скопје, значи стига комбето што треба да не носи у Београд. Така. Влагам у комбето, гледам Тони Михайловски седи напред, Перо Арсовски седи назад, ја у средина меѓу нив. И ја не знаев за ова дека они се нешто. Така. И почиња муавет, например. Перо Арсовски ми вика, ти со тој твој директор не збориш, викам не зборам. А тој ВМРО-вец е? ВМРО-вец. Тие ВМРО лоши се вика. А овој другиот ми вика, со тој претходниот директор и со тој не збореше, не зборев ни со него. А тој СДСМ беше, беше. И тие не беа многу добри. И тие не беа многу добри. И сваќам дека овие се препукаваат меѓу мене. Преку тебе? Да. Лом. А треба да идем у Београд и да снимат љубовна сцена. Сега си игам шо ќе е следно, да нема стават мене у сцената. Да се гускаат преку мене. Еден туга ќе те баци. Да. Баци го него. И, бидејќи толку ни е време, Баже ќе го замолам да дојде на средина. И додека Баже го работи колачот, ние веќе можеме да најавиме дека следен во емисијата ни е министерот Тевдовски. Така да, уште еднаш се заблагодаруваме на Ѓорче, на Исцелител, а ти почни во колачот! Аплауз! Идемо тука. Гледате 1 на 1 сезона 9.
Овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Продолжуваме ние со нашиот следен гостин. Тој е човекот кој треба да ви одговори на сите ваши прашања за платата и пензијата, бидејќи е министер за финансии Драган Тевдовски. Министре? Како сте? Драган Тевдовски, боли! Опа! Седи поблиско ако сакаш, не е страшно. Како е министер за финансии, како е сам на себе да си подпишуваш плата? Ја подпишувам, значи, за тие што се во финанси. Така? А за министерот? Министерот за финансии води сметка практично трошењето во државата да биде како што треба. Значи не кажуваш кога ќе биде платата? Се знае, гледаме платите да ги даваме на време. Добро, а кој вика пуштај плата или нема такво нешто? Од типот као сега, готово, може, пуштај. Знаеш као ние се спремаме и сега иде снимање, као ајде. На почетокот имавме проблеми, имавме ликвидност слаба, но тоа го подобривме и сега платите, пензиите одат на време. Дури гледаме да одат. Ќе го сватам тоа дека ти ги пушташ плата. Тоа што треба. Горе! Се случува да те прашуваат, пример, на улица, сериозно, таква работа, кога плата едно друго, кога пензија или не? Искрено, не, повеќе прашуваат за проблеми. Како се снаоѓате? Кредитите, до кај се тие работи. Колку сме во долгови? Добро, да, колку сме во долгови? Многу? Па, секако дека имаме големи долгови, кои што еве ги враќаме, се бориме секојдневно да биде подобра ситуацијата. И јас сум оптимист дека иако има големи долгови што и во иднина млади луѓе тука што ќе ги враќаат, но Македонија ќе биде подобра држава. Добро, ние ќе направиме се што е во наша мок за да подобриме. Добро, генерално сме значи како Ѓоко, многу во долгови, ама се надеваме. Ќе биде подобро. Скоро една година веќе, колку 10 месеци, така? На функцијава. 10 месеци. 10 месеци, да. Значи речи си една година и вака еве после 10 месеци има ли моменти кај што си викаш, ми требаше ли ова воопшто? Искрено, значи, ја работев на факултет. Да. Предавав со млади луѓе, имав одлична работа која што добра енергија од студентите секојдневно, имав доста време и за семејството, избрани за најдобар професор, да не забораваме, од студентите, така? Но исто така имав и практично морав, не ќе да продолжи само да држам лекции од книги, туку да се борам да се променат работите во Македонија. Сега имам многу помалце време, посебно за семејството, за пријатели. Скоро и да немам време, но верувам дека го правам тоа што треба, дека нашата генерација мора да се бори за да дојдеме до едно подобро општество. Се носиш со стресот? Бидејќи сигурно е стресно сега, да не се лажеме. Е стресно, значи еден од тоа сум го кажувал веќе, мојот вентил е трчањето. Гледам колку што можам, обично пред работа од сабајле, барем 4-5 пати неделно да трчам. Е добра препорака. Ама добро, си спортист одамна и фактички професионален фудбалер едно време. Апсолутно. Така? На студентите тоа обично го кажувам на првото предавање, дека јас во средношколските денови учев во Курчагин, но сакав да бидам фудбалер. И тоа ми беше главна цел. Ја слушна химната кога сме кај Курчагин? Ја слушна. Да, ти се допаѓа? Се потрудиле дечките сега, но... Коректен одговор. За Корчагин ништо лошо. Така. Да те вратам на фудбалов, извини. Не само професионален фудбалер, и во Вардар, и во работнички ми се чини, така? Туку и младински репрезентативец едно време. Бев и младински репрезентативец, практично ми одеше секогаш учењето. Сакав да бидам фудбалер, секогаш тоа што го правам, давам се од себе. Се запишав, сега тоа е интересна приказна. Дури играв фудбал, сакав и да читам медицина, сакав дури да студирам медицина. Се одлучив да одам на економски факултет, бидејќи мислев дека полесно ќе поминам, со медицински не можам да учам. И затоа се решив да одам на економски за да можам да играм фудбал. Ти фактички сакаш фудбалер да си останеш, да речеме. Видов дека правилно сум избрал кога дојдов трета година на факултет, тогаш загризав како што треба
и станав... Како учеше и фудбал, знаеш, пример, сега не знам премногу, ама кога, бидејќи беше професионалец, пак ќе речам, значи имаш надпревар. Пред надпревар се оди во карантини сите тие работи. Успеваше сето тоа паралелно со учење, спремање, испити? Па успевав. Значи ја практично кога сакам нешто се посветувам на тоа, но да, кај карантините имав проблем. Знаева често колегите, другарите да ми тропаат на врата, да чукаат што Доста учиш Тевдовски. Да. А јас знаев да читам нешто. Одлично. Тоа беа добри време. Да беше доктор. Што ќе беше, знаеш? Пример? Што си фантазираше дека можеби ќе бидеш доктор? Доктор, секако спортска медицина, тоа ме интересираше, секогаш сум читал психологија. Веројатно би бил добар доктор ако продолжев. Но тогаш фудбалот ми беше многу поважен. Одлично, добро. И како го оставаш фактички? Бидејќи не сум сигурен како факултетот, ама докторат, тоест извини, магистратура завршува со 10.00 просек. Тоа е малку лудо и тоа во Белград. Тоа е Така, да, во кој момент си викаш толку ја веќе фудбал не играм, ќе си се посветам на учење? Некаде трета година на факултет се решив дека ова економијата било добро нешто, ајде да загризам, да учам како што треба и практично тогаш полека го остави фудбалот, постдипломските следуваа после тоа, кога бев решен да продолжам сериозно. Магистратура 10.00, а факултетов валја не е исто 10-ка, така? Не е 10.00. Фудбал и тоа не е 10-ка, да. Но сепак бев добар студент. Така? Иако фудбалот ми беше главен. Се сеќавам дека дури родителите кога се решив да го оставам фудбалот ми викаат па чекај, си вложил толку време во фудбалот, што зошто да го оставаш? Но главно е, тоа им го кажувам секогаш и на студентите дека тоа што сум го правил, например, фудбал ми било онака, сум го правил со љубов. Потоа факултет или учење, сум го сакал тоа. Браво. Додека не реши да го баталиш, да речеме, фудбалот дефинитивно. Не претпоставуваше дека ќе тераш толку академски, така? Значи во смисла имаш завршена магистратура, имаш докторат, па имаш постдокторат. Тоа се многу години образование. Ти фактички си учел као медицина, ама си завршил економски. Може така да се каже. Секако дека, кога сум бил средношколец, не ми било ни на крајна памет дека ќе сакам да останам на факултет, да бидам професор, или па последно било дека некогаш ќе се нафатам да бидам министр. Симплифицирано кажано, до кога учеше? До кога е тоа постдокторат? До колку години сакам да кажам? Постдок завршив 2013-2014 години. Значи, тогаш сум имал 35-6 години. 35-6 учеш? Но и се уште учам. Тоа за мене е тоа убаво нешто. Апсолутно. Апсолутно. Бидејќи си нашиот министер за финансии, да видиме кај кого се буџетот кај кого е да дзирнеме. Значи имаме 3 прашања подготвено, па сега да видиме како ќе ги одговориш. Значи ова се прашања за да дзирнеме колку го бива за овие теми, господинот. Само да не се тешки му. Ќе видиме. Ќе трнеме од лесно, па ќе одиме на кај потешко. Може така? Ајде да одиме прво прашање, значи. Вели вака. Од земјите на Балтикот, круна како валута користат Шведска, Норвешка и Данска. Данска, да видиме. Данска. Одиме на второ прашање. Според Обединетите нации, која земја беше на врвот на листата најсреќни нации во 2012, 13 и 16? Данска. Данска, да видим. Ова беше полесно, колумна пишува. Најтешкото прашање. Ве молам, драматична музика. Исклучително тешко прашање, министр. На список на земји подредени по нивниот БДП, оваа економија е 39-то место. Која е земјата? Финска? Не, сепак Данска. Да видиме? Данска! Одлично. Ева не е случајно, а? Со Данска? Апсолутно не е случајно. И ќе беше греота да не ме прашав. Така, нели? Што е со данска работа? Малку се извади така како шега, како меме. Данска Тевдовски. Па,
Од кај излезе тоа? Ја практично бев на постдокторски тамо. Аха, добро. И Данска е едно многу поправедно општество од Македонија. Ама го имаш спомнувано почесто, па што така излезе тоа? Баш често. Така. Ама мислам дека убаво е во Македонија и да гледаме нешто што е многу пофер и каде што би требало да се стремиме. Да се стремиме. Така. На постдоктора значи во Данска. Добро, ај вака симплифицирано во кратки црти. Еве да ни пренесеш и на нас. Што е тоа? Што ја прави Данска? Кои се тие неколку работи вака лично што ти оставиле највпечаток? Ја имам 3 керки, најголемата одеше во градинка во Данска и дојде роден ден и беше втор тамо. Прашавме што можеме да купиме, да почастиме за децата. Дали они се многу побогати од нас, дали торта, дали некој чоколадца. И учителките ни викаат, видете, не може тоа. Зошто? Велат, можете само да донесете лепи путер, бидејќи сите деца треба да можат исто да почестат, да бидат еднакви. И тоа е еден добар пример какво општество се тие и што до толку многу ги штитат сите да не се почувствуваат. Ја штитат еднаквост. Или на пример. Браво. Исто дури таму е многу ладно да отиде во кафич или се оди генерално со велосипед. Не е фраер некој кој што оди со, не знам, огромно возило или нешто, туку што збори и како се однесува, така да тоа се некои примери, посебно за младите, за едно пофер општество. Го препорачуваш, мислам, како дестинација, ја препорачуваш, така? Ја препорачувам. Дефинитивно. Одлично. Ај малку, ќе чепнеме малку посериозно. Мислам, впечатокот на повеќето луѓе е дека Македонија е мала земја и дека лесно може да ги решиме проблемите ако навистина се сака, ако навистина се фатиме, што се вика, за работа. Колку тоа држи и колку има некои пречки што као обичен народ не ги знаеме во таа желба да се реши ситуацијата? Јас цврсто верувам дека во Македонија може да биде многу нормално општество и подобро општество. Сега се од себе даваме, посебно тимот кој што е во Министерството за финансии, да ги промениме на подобро работите. Во секоја сфера каде да чепнете може да се менуваат работи. Сега главно нешто што правиме е транспарентност, да покажеме сите парите на граѓаните како се трошат. Тоа ќе направи притисок утре да се спречуваат злоупотреби. Ако граѓаните, секој човек од својот компјутер може да провери како му се трошат парите. Што може да види, например? Ќе може да види дали се купуваат непотребни работи, не знам како споменици, се трошат пари погрешно на фасади. Сметки по кафани можеме да видиме? Ние работиме на тоа, многу брзо да се гледа дури сметки на кафани, во кафани. Значи, целосното трошење од буџетот да биде видливо на вебсайт. Добро, кул. Кога можела да се имплементира фактички? Се надевам дека до крајот на годината ќе можеме тоа. И хипотетички, у најнекој розово сценарио, тоа ќе значи дека ќе можеме да видиме фактички тој што ќе оди во кафана условно ќе се замисли два пати што ќе нарача, пошто ќе можеме да му видиме. Значи, апсолутно, ако некој оди во кафана, прво ја ќе давам може еден пример, ме подсетивте. Со семејството на почетокот бевме во ресторан, во една познат ресторан во Скопје, си нарачавме пица и ми велат, доаѓа конобарот, вика, вие сте прв овде што нарача пица, викам, па што да јадам кога тоа е италијански пицерија некоја. Викаат, другите нарачуваа многу поскапи јадења. Потоа си вадиме, мислам, со семејство си плаќам со свој пари, велат, па зар не плаќате со картичка? Значи, секако дека големи Македонија може да направи исчекори и да спречуваме злоупотреби од луѓето кои што се од власта, ако секој од нас следи како се трошат парите. Да рече, а може ли да дое време конечно као психологија, ако не погледнеш како народ, можеме ли да имаме време кога ќе нема расипништво на државни пари од овој тип? Значи, дали да се доведе до да го нема? Искрено, моје мислење е дека не можеме во целост тоа да го искорениме. Сите тие патни трошоци си нагледавме такви работи. Значи, буквално искористување. Сега, значи, апсолутно ние работиме тоа да го намалиме. Мене како задача
министер за финансии ми е тоа да не не лично постои. сметаш дека може? Апсолутно, јас верувам дека ако направиме, еве, го завршиме тоа што го планираме 2018, практично јавноста ќе има целосен увид на трошењето и ќе прави вистински притисок. Ајде да се надеваме. Да нема злоупотреба. Нека биде, ајде да се надеваме, навиваме за тоа се го случи. Спомна 3 керки, така? Како има 6 години, 3 години и 3 месеци. И 3 месеци. Така, си исплаќаш субвенции трето дете? Не. Не? Нема такво нешто. Се решив да не го земам тоа, бидејќи тоа социјалните трансфери ги нарушува во Македонија. Ма добро, повише на шега пати. Него во што си поголем експерт? Во финансии или во цртани филмови? Имајќи предвид сега сум многу посветен и оставувам многу време на работа. Но кога бев на факултет посебно, морам да признам дека станав, значи имав тогаш повеќе време и сите цртани детски филмови сум ги гледал. Така, кои им беа омилени на малите? Петко. Браво. Петко, Дора, Винкс и тоа не ги имам гледано, туку секоја епизода може по него на памет. 10-20 пати. Браво, чувствуваат дека те нема? Чувствуваат дека Чувствува. Да? Апсолутно. Како ти го чувствуваш тоа? Дека знаат дека убаво е да се биде со трите керки, со 3 керки, јас со поголемките 2 сум прилично приврзан. Така. Сега се чувствува. Они сигурно и ова ќе го гледаат. Значи им не достигам практично. Сега и они нашле начин како тоа да го решават. Последнава недела неколку пати ми се јавуваат кога останувам погасно од 8-9 ми се јавуваат, ми велат дојди тато ти направивме да јадеш, ајде враќај се. Се враќам дома, гледам бисквити, овош е нешто по нив, така да. Браво. Деца, тоа е. Ајде вака, малку за сцената на владата да отидеме, значи бидејќи ние стварно појма немаме како се одвива една седница на влада. Кој јавува дека има седница? По мејл, по телефон, како дознаваш дека има седница, пример? Седниците на владата обично се држат секој вторник во 12 часот. И без најава си доаѓате? Има систем на најава, било пораки или се има електронски систем, но Добро. Генерално се секој вторник во 12 Така и сите министри сте? Апсолутно, да. Ако министер е на пат, би требало заменик. Евентуално, значи нешто така. Океј, и како оди работа? Премиерот му дава збор на министерот што има некаква тема што го засега или како? Има точки, тоа е материјал, било закон или некои други материјали што се разгледуваат и премиерот ја води седница. Строго протоколарно се оди, нема нешто шега, нешто виц да се каже на седница, не постои такво нешто? Видете, значи точките кои што се разгледуваат се сериозни. И дискусијата е прилично сериозна на владина седница и како што и треба да биде. Имаме, може да има испротиставени мислења, има демократија, но нивото на седницата е како што треба. Колку слобода чувствуваш да се спротиставуваш? На, да речеме, пример, ако Заев, премиерот, мисли едно и си каже, веројатно, кажува ставови, јас мислам вака и вака. Ако сметаш тотално спротивно нешто, ќе си кажеш без гајле? Јас кажувам, бидејќи задача е прво на министер за финансии да се грижи за исправно, за правилно Добро трошење. се прифаќа тоа? Апсолутно да. Имаме со премиерот имаме одлична комуникација и разбирање. Мислам дека Браво, добро. Јас нема да ја вршам својата работа како што треба ако не го кажувам своето мислење. Така. Заев, ти има кажано виц некогаш? Па, видете, он е многу позитивен, отворен човек, широк, ако го знаете лично, и он знае да се пошегува. Се случило, значи? Мрсни вици ви кажува? Не, се. За тоа треба портпаролот на владата. Да. Ќе го прашаме. За крај, ако имаш, да речеме, волшебно стапче, нешто да смениш, одеднаш, да не треба мака, работа, години, децении во нешто за да се смени. Што би било тоа? Македонија да стане данска? Една. Па не мора една, нека се 2-3 работи, да речем. 2-3 евра плата за сите, као во данска. Добро, тоа ќе реши све. Дами и господа, тука би му се заблагодариле на министерот, а ние по протокол, и ние си имаме протокол, имаме Good Nature чаеви, министре, имаме витаминка и
ќе подариме и Lee Child, нов трилер со Джек Ричер. Океј, одиме Джек Ричер за читање. Ова беше министерот Тевдоски. Тоа беше се за ова еден ден. Ви благодарам што ме гледавте. Се гледаме и следната недела, така да тоа е тоа. Чекај, Жаре. Што брежу? Ајде. Колачот! Колачот! Дај. Еве за тебе едно помарешко парче. Идеме у публика сега. Ево, а? Може? Може. Ајде, кој сака нека си земе повели ти подај ја таму на. А па тоа беше само ајде. Ево мати за тебе. На ти мило. Чао публикуме. Баже, да си земеш ти витаминка една? Еден Good Nature да си земеш. Една книга, баце, ќе ти дајме просто дело. Благодарам. Баже исцелител!